Моменталната состојба на наукниот живот е полоша од порано, ќе речем. Не е дека дека го нема наукниот живот во Скопје или во Македонија, тој постои, но е премногу сконцентриран кон одреден тип на култура, која што не го зафаќа алтернативниот дел на културата, кој зашто има многу различни гранки во тоа. Целта на овој настан е да се види колкава е поддршката за наукниот живот и да се отпочне јавен разговор каде што можат луѓе комотно да дојдат и да слушнат во која ситуација се наоѓаме, што треба да се преземе, кои се луѓето кои што се засегнати и да се види што може понатаму да се прави, за да не дојдеме пак во истата ситуација кроз 5 години, 2 години, 1 година или било колку години. Како главна причина за отварање на наукните клубови е настанот во Кочани. Од таму потекна све и комплетно се сложам со тоа дека требаше да бидат затворени и да се исчешлаат сите клубови кои што не ги исполнуваат сите стандарди кои што треба да се исполнети. Знам за одредени локали кои што се потрудиле да го исполнат тоа, но се уште се во дел од бирократскиот наш систем каде што ги вртат константно и не добиваат никаква дозвола. Нормално дека треба да има институционална поддршка во сите држави низ светот, има одредени регулативи и одредени сектори во системот каде што се грижат за тоа, се бидејќи самото грижење кон наукниот живот носи големи бенефити кон општеството конкретно наше, значи дали е Скопје или Македонија, се развива туризам, се развива економија на одреден начин, се доаѓаат луѓе, се запознаваат, социјалниот аспект е многу битен, значи сите тие работи зависат од институциите каде што они треба да помогнат, бидејќи ние како нормални граѓани не можеме ништо да постигнеме. Локали каде што може да се донесат големи имиња, светски или може да бидат алтернативни балкански, да ги наречам, нема каде да се донесат, бидејќи технички услови не исполнуваат во локалите, не исполнуваат капацитет, не исполнуваат многу работи и едноставно нема нешто. И многу од луѓето патуваат, вклучително и јас, патуваме надвор од Македонија за да можеме да го искусиме тоа што сакаме да си го искусиме во својот град. Многу повеќе е погодена алтернативната сцена. Алтернативната сцена е погодена од аспект дека е непозната за одредени луѓе или делува како да е нешто што не припаѓа во нашата средина и нормално дека секогаш била прво погодувана алтернативната сцена. Традиционалната, односно комерцијалната сцена која што постои, таа ќе постоела, ќе постои сега, ќе постои за секогаш, бидејќи таа која што ја врти економијата, носи пари и све, но не мислам дека секогаш наукниот живот и се околу конкретно музика и искачање на тоа треба да биде поврзано со пари, туку некогаш може да биде само психолошки и социјален аспект.